Холивуд од секогаш тврдел дека е гласот на правдата и еднаквоста, но дали тој глас попушта кога станува збор за поддршка и солидарност со Палестина? Актерите кои изразуваат пропалестински ставови се соочија со отстранување од проекти, извртени јавни ставови за да се избегнат контроверзии и кариери кои висат на конец. Па, ова се настаните што одбележаа борбата на народот против произраелското однесување на Холивуд. Така, например, дигиталниот бојкот Blockout 2024 година се случи кога корисниците на социјалните мрежи започнаа дигитален бојкот против познати личности обвинети дека молчат за Газа или ги поддржуваат акциите на Израел. Исто така, на доделувањето на Оскарите во 2024 година, неколку познати личности ја искористија приликата за да покажат солидарност со Палестина сред вековниот конфликт, особено со носење на символични додатоци. Звездите како Рами Јусеф, Ава Дуверне и Рис Ахмет носеа иглички за да ја поддржат кампањата Artists for Ceasefire, која повикува на итен прекин на огнот и хуманитарна помош. Но не се работи само за поединци. Ова е системско. Големите филмски студија наводно негирале дека финансираат проекти кои ја допираат израелско-палестинската војна, освен ако не следи одреден наратив. Толку од земјата на креативната слобода. Може би сите се сеќавате на неодамнешната доделена улога на палестинско-египетската актерка Мејка Ламави, која беше значително намалена во Гладиатор 2. Но таа не беше единствената. Мексиканската актерка Мелиса Барера беше отпуштена од Spyglass Media откако нејзините објави на социјалните мрежи ги означи акциите на Израел во Газа како геноцид. Слично на тоа, Сузан Сарандон беше отфрлен од нејзината агенција за таленти, откако го спореди ставот од еврејските заедници со системското насилство со кое се соочуваат муслиманите во САД. But nothing compared to what is happening in Gaza, in Rafah, for the Palestinian people that have been going through this for 75 years. That's right. Од откажани проекти до премолчени дискусии, дури режисерите и продуцентите се под притисок да уредуваат сценарија и да премолчуваат чувствителни вистини. Така, например, Маха Дахил поднесе оставка од одборот на директори на Агенцијата за креативни уметници откако сподели објави во кои ги обвинува Израел за геноцид. И сега голем аплауз доаѓа до најхрабрите. Над 260 актери, вклучувајќи ги Кейт Бланшет, Марк Рафало и Хоакин Феникс, подпиша отворено писмо во кое ја повикуваат американската влада да се заложи за прекин на огнот во Газа. Jared Kushner wants to build a freaking golf course in Gaza right now. These people are not going to help the Palestinians, and we have to do everything we can to bring those hostages home and help the Palestinians and change the narrative. И тука не завршува. Исто како и Холивуд, и Netflix се соочи со бурни реакции. Библиската епопеја на Netflix беше критикувана затоа што ја одредиле на израелска актерка да ја портретира Марија, улога што критичарите велат дека го брише палестинскиот идентитет на семејството на Исус, интензивирајќи ги тензиите за време на војната во Газа. Ова е Холивуд 2024. Привилегирање на произраелски поддржувачи и забрана и отстранување на пропалестински наративи. Во индустрија каде слободата на говор и уметноста се наводна основа, забраната на прикажување на реални наративи укажуваат на холивудската контроверзност и двојните стандарди.